Следната недела во Грција почнува кампања за поддршка на поранешните деца бегалци во нивното барање за враќање на напуштените имоти во Егејска Македонија. Кампањата ќе почне во Атина со собирање потписи за поддршка од интелектуалци, професори, борци за човекови права и членови на левицата. Потоа поддршката за решавање на проблемот ќе биде објавена во 3 радија и 3 весници. Целта на организаторот антинационалистичка антимилитаристичка иницијатива од Атина е да се промени јавното мислење во Грција за ова прашање. We will start a campaign in Greece next week, and we will have some, radio or other things to make the whole situation known. We will meet the parties of the parliament, and we will ask for them to sign the campaign, and I mean the parties of the left, because it's more them, this thing, than any other else. Because these people in Macedonia were members of the left when they were in Greece, and they fight against fascism and so on. Од иницијатива велат дека ќе им организираат средба на децата бегалци со грчката влада. Очекуваат дека кампањата ќе има успех бидејќи веќе добиле поддршка од многу луѓе во Атина, но имале проблем да добијат простори во телевизиите. It's so difficult because it is the government that denies that there is anything to be discussed. But if we raise it in the society, I think, because it is a human right, they will at last discuss it. Целта на кампањата е преку подигнувањето на јавното мислење да се изврши притисок врз владата во Атина, за да се променат рестриктивните закони кои не им дозволуваат на прогонетите македонци да располагаат со сопствените имоти. Доколку државата не може да им ги врати имотите, тогаш да им исплати обештетување, велат од иницијатива, исто како што биле обештетени сите бегалци што се вратиле во Грција по 1982 година.